Гемиџиите по примерот на своите предци безбедно и сигурно стигнаа до Гевгелија. Со новата гемија и голем број чамци, повеќе од 100 учесници 4 дена пловеа по водите на Вардар како трговците во минатото. Заедно со нив во Гевгелија пристигне градоначалникот Чадиев, а ги пречека домаќинот гевгелискиот градоначалник. Многу планови има уште сега за идната година, но Чадиев уверува дека регатата во иднина сигурно ќе стане меѓународна. Пристигнавме на целта на задоволство без никакви проблеми, со едно добро дружење, квалитетни настапи, заедно со колегите градоначалници низ Вардарскиот регион, тука и градоначалникот традиционалниот наш домаќин господинот Франков, со службите не пречекуваат традиционално и еве сега продолжува нашето дружење и понатаму. Најавувам уште оваа година дека зимната година настапуваме за еден месец, веќе ќе се потрудиме да биде меѓународна интернационална регата. Да напоменам дека имаме учесник и од Битола, овој пат единицата за брзи интервенции од Скопје, војната полиција, значи имаме комплетно зголемување за интересираност за учество на оваа наша традиционална вардарска регата. Зимната година ќе правиме интернационална да биде. Драго ми е што среќни, весели, насмејани дојдоа без никаков проблем и оваа година. Традиционално сме домаќини. Сакав да прашам дали традиционално како што гемиџиите правеле ќе ја раскупат гемијата и ќе ја продадат во Гевгелија овој пат, ама не ќе што ми имаме тука во Солун ќе ја продадеме, нели кога ќе успееме да стасаме до таму. Заедно ќе се надевам дека ќе имаме таа прилика по теченината на Вардар сите градоначалници да се качиме еден по еден на гемијата и да стасаме до Солун еден ден. Преовладуваат убавите мигови и дружењето, велат учесниците во регатата. 4 незаборавни денови поминати повеќе на вода, многу помалку на копно. Сепак останува и сеќавањето дека поминувајќи ја првата етапа учесниците во регатата забележаа леш во водите на Вардар. Од СВР Велес го потврдуваат настанот. Оттаму велат дека по барање на јавното обвинителство телото е предадено во судска медицина за обдукција, а идентитетот засега е непознат. Тоа беше после градско некаде. И докато забележаме члена по каишот, значи не се гледаше, мислиме дека човек, по време мислиме дека не е, па се симнавме, видовме дека човек, пријавивме на другите, кажавме и се јавија во полиција, извести и така. Значи ние веславме надоле, после градско мислам дека беше тоа. Ние не мислевме дека човек по каишот го познавме ние дека човек, затоа што едната нога беше више него му беше распадната, само на коска беше. Главата му беше надоле, значи он беше со главата надоле, со нозите нагоре човекот. Подоен беше исто многу. Неизоставен дел од регатата се спасителите, кои целото ова време се грижаа за безбедноста на учесниците. Велат дека за среќа немале работа за време на регатата. Како и што планиравме, овие неколку дена поминаа без некои посериозни инциденти. За среќа немавме работа, меѓутоа нашето присуство е задолжително. Знаеме дека тука сме хуманитарно, тука сме дојдени за евентуална некоја незгода. Како што кажав, ние поминавме без некои посериозни инциденти овие неколку дена. Ова беше 16-тата од нејзиното постоење, 5-та последователна вардарска регата. Учесниците поминаа 130 километри и поминаа мигови кои велат треба само да се доживеат.